Здраво, драги пријатели, не треба да објаснам каде сум, нели? Ве молам, погледнете го амбиентот. Сега Дубај, нели? Дубај, меѓутоа што сакам да потенцирам. Пред само 40 години. Ова било пустина. Значи, се што гледате позади мене, се што гледате ова, било пустина. И погледнете го сега. Немало ништо, песок и море. Погледнете што значи кога ресурсот е внатре. Тони Робинс, од кого ви препорачувам да учите многу, вика не е важно дали имате ресурси, важно е дали ти си личност со ресурси. Или он како што вика resourceful. Вика тајната е во resourcefulness, а не во ресурсите. Дали ние внатре имаме. За да имаме нешто внатре, треба да внимаваме од кого учиме, кого слушаме, чие сваќања, чие верување ги земаме како своји. Оти ние многу лесно можеме да имаме верување дека ова не може, а многу лесно може да имаме верување дека и ова е малку. Сега луѓето што овде го направиле ова, за да ја објаснам што значи верувањето, ќе ви дам еден мал пример. Пред 40 години, кога го проектирале ова на план, изградиле веднаш од старт улици, булевари со по 6 ленти. А немало ништо, имало 2-3 згради кои што биле ни половина од ниските згради што овде ги гледате позади. И нормално околината им се смеела. Другите емири им се смееле што имале нафта, овие немале. Но овие знаеле дека мора да имат нешто повеќе овде, бидејќи немаат нафта во Дубај. И не им било гајле што другите им се смееле. Од друга страна, Балканот, Македонија, има се од ресурси, но ние и тоа што го имаме го уништуваме. Дури и таму кај што Божја природа имаме, ние сакаме да го разграбиме и да уништуваме. Погледнете што им направивме нашите шуми, погледнете кај сакаме да отвараме рудници, погледнете што им направивме нашите реки. Тоа што од Бога ни е дадено, ние го уништуваме и го губиме, овде што немале ништо од Господ, со ресурси, гледајте што прави. Запамтете, бидете личност на ресурс. Имајте вредност овде. Ова е нашата фабрика. Со какви мисли, со какви верувања, со какви ставови ја храниме, тоа ќе ни произведе и таков живот понатаму ќе живееме. Затоа е многу важно кого слушате. Јас во последните 15, 20, 30 години, кога го променив начинот на размислување, се промени и животот околу мене. За нешто што беше незамисливо, сега испаѓа дека е лесно остварливо. Но кога доаѓам овде и кога се дружам со вакви луѓе, гледам дека всушност ние се уште размислуваме на мало, се уште имаме мали верувања, се уште имаме многу вируси во главата кои што полесно ни кажуваат како нешто не може, отколку како може. А погледнете дали не може. Животот нас не сака. Прашање дали ние го сакаме живот. Погледнете што се може да направи.